Силни реакции и осуда. Јавноста го критикува Министерството за образование, откако вчера на само 2 недели пред крајот на учебната година петооделенците конечно добија учебник по македонски јазик. Одговорност од надлежните побараа и од иницијативата учебници и настава мора да има, од каде посочија дека нашиот образовен систем е единствен каде учениците добиваат, но и им се повлекуваат учебници пред самиот крај на школската година. Да се добие учебник на 2 недели пред истекот на учебната година е навистина жалосно и е противзаконски. Значи, ние имаме закон за учебници и наставни материјали, каде што точно е дефинирано кога се јавува конкурс за учебник, кога авторите треба да ги пријават своите дела, кога учебникот се печати. Но со ова не завршува хаосот во македонското образование. Со добивање на учебниците по македонски јазик, петооделенците не се спасија од копирање на материјали и припишување на лекции. Сега главоболка за нив и наставниците представува предметот по историја и општество. Минатата недела, поради низа грешки во материјата, ресорното министерство од употреба го повлече овој учебник. Со пропратно писмо од министерството се повлекува од употреба. Значи сега во останатите 10 до 15 дена повторно ќе немаме учебник за работа по историја и општество. Инаку по останатите предмети карактеристично дека немаме учебници за 6-то оделение, нема учебници по историја за 6-то оделение, нема учебници по германски јазик, нема учебници по англиски јазик. И како го надминуваме тој проблем, исто така за потребите на учениците копираме. За сега е неизвестно дали сите петооделенци во државата го добија учебникот по македонски јазик. И на Кулани иницијативата пушти преставка и до антикорупцијска, барејќи да се покрене постапка и да се истражи случајот, каде завршиле 20 милиони евра, кои државата за образовна реформа ги доби од Европската унија, а прито учениците останаа без учебници.